Опозицијата е во тежок изборен нокаут, рече премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање на Свечената академија, наречена Од идеја до држава, по повод денот на македонската револуционерна борба. Обраќањето го следи Петар Догов. Петар, Мицкоски ги критикуваше и СДСМ и ДУИ подеднакво. Токму така, дел од својот говор председателот на владата Христијан Мицкоски на денешниот настан по повод чествување на празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, премиерот го посвети на политичките опоненти, односно моментот го искористи за да испрати порака и до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но и до Демократската унија за интеграција. Мицкоски оцени дека изборите, односно изборниот резултат на 19 октомври е потврда дека народот се сложува со политиките на владата и дека дава поддршка за политиките на владеачката партија ВМРО-ДПМН, а оцени дека опозицијата е во тежок изборен нокаут. Конкретно за СДСМ Мицкоски кажа дека тие си направиле голема штета со тоа што во минатото покажале дека се подготвени на бројни отстапки, како и на прифаќање на непринципиелни барања кога станува збор за евроинтеграциите и македонскиот пат кон Европската унија, но порача дека власта и владеачката партија ќе им остави простор тие да се консолидираат. За Демократската унија за интеграција Мицкоски кажа дека додека тие се занимаваат со орли, народот е умрен за подобар живот. Ова го цитирам, тој така кажа дека народот е умрен за подобар и подостоинствен живот и подобар стандард, а дека и тие ќе имаат простор во идниот период да се консолидираат. Овде ги слушаме пораките на Мицкоски до политичките опоненти. Локалните избори од првиот круг, изразени низ освоени градоначалнички советнички места, ја докажаа доминантната улога и поддршка што има ВМРО-ДПМН и коалицијата. И ова докажува дека народот има надеж и очекувања кои нема да ги разочараме ниту изневериме. Од друга страна пак, нашата опозиција која доживеа историски дебакал, ја слушам како се храбри, па дури и прави пресметки околу пратенички места. Сваќам дека се наоѓаат во тежок изборен нокаут од народот, но со нереални математики само дополнително го иритираат. Последните избори испратија порака и до нивниот коалиционен партнер Демократската унија за интеграција. Тие добија порака од народот и албанците дека доста беше политиканство и злоупотреба на етничките теми за лични интереси и богатини. И овој резултат се случи затоа што тие не разбра дека додека се занимаваат со орли, јастреби и зајци, народот е уморен од чекање за подобар живот. Живот што граѓаните 20 и повеќе години не го добија со таа политичка партија. Петар, ја слушнавме оценката на премиерот дека партиските политики ја имаат поддршката од народот. Што уште зборуваше? Кои се неговите пораки? Токму така, Мицкоски својот говор го започна со тоа дека на денешниот датум на 23 октомври не се слави само минатото, туку се слави и днината, односно истрајноста на македонската борба, и вели дека ако во минатото борбата било да се дојде од идеја до држава, сега борбата е како да се направи подобар животот во Македонија, како да се направи повисок стандардот на граѓаните. Низ призма на сето ова го коментираше македонскиот европски пат, односно евроинтеграциите и борбата на Македонија да стане полноправна членка на Европската унија со јасни намери, јасна надеж и цел дека со сето тоа и стандардот на граѓаните ќе стане повисок. Мицкоски во насока на сето тоа кажа дека пречка на Македонија на европскиот пат остануваат уставните измени како најкрупна пречка и како евентуално последна пречка пред продолжување на патот кон Европската унија, но во таа прилика упати порака до источниот сосед Бугарија дека Македонија ќе бара гаранции дека тоа останува последна пречка и дека нема да има други дополнителни барања, но побара и подеднаков третман за македонската заедница, односно македонското малцинство во Бугарија. Исто така во насока на сето ова Мицкоски кажа дека се заложи дека неговата влада
владата која што тој ја предводи ќе остане принципиелна, а не како што оцени дека биле попустливи неговите претходници. Во продолжение го слушаме тонското парче во делот на евроинтеграциите. Еден од најважните е битката за стандардот и подобриот живот. Тоа е она што го бара и што му е потребно на народот. И битката за Европската Унија треба да се гледа низ поривот за подобар живот и стандарди. И затоа таа наша цел и покрај сите удари и пречки остана патот што сакаме да го изодиме. И овој пат е наше природно право, иако многу пати откажувањата што ги направивме не беа достоинствени, не беа фер. Народот со разочарување и со кнедлаво грлото ги прифаќаше. Не едно, не се две, туку тоа полека станува непринципиелен начин на однесување. Во контекст на последните барања, кои што се наша пречка, а тоа се уставните измени, главното прашање што се наметнува е што добиваме ние од тоа и дали конечно е ова крајот и дали е фер. Секој наш следен потек мора да биде низ призмата на одговорот на овие прашања и заштитата и обезбедување прво на гаранции дека ова ќе биде последно и дека ќе добиеме нешто кое што е опипливо и предвидливо, важно за државата и граѓаните, а потоа и нашиот источен сосед да покаже европски вредности и на ист начин да одговори за македонската заедница во Бугарија. Како што можат да забележат гледачите, Свечената академија по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, веќе заврши. Присутни беа речиси целата влада, министри, функционери, пратеници, градоначалници, а пред говорот, политичкиот говор на премиерот Мицкоски имаше и неколку културни точки, односно настап на танец, како и говори од страна на актери. Петар Догов известува од обраќањето на премиерот Христијан Мицкоски на Свечената академија по повод денот на македонската револуционерна борба.